Владата на Република Македонија на 25-тата седница донесе неколку одлуки, меѓу кои за покренување постапка за декласификација на класифицираните информации и договори за доделување на државна помош, склучени помеѓу Владата на Република Македонија и компаниите странски инвеститори. Со одлуката на владата, согласно Законот за класифицирани информации и соодветно на препораките на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, сите информации ќе станат јавни, како и договори за доделување на државна помош со странските инвеститори, како што наведуваат од владината прес-служба, задолжен е генералниот секретаријат да достави листа на класифицирани информации и договори за државни субвенции на странските компании во земјава и утврди рок од 7 дена за реализирање на оваа иницијатива. Иницијативата за декласификација на информациите и договорите за државна помош на странските компании е мерка предвидена со планот 369. Исто така, владата ја разгледа и усвои анализата на структурата на портфолиото на јавниот долг и каматните трошоци. На седницата е усвоена информацијата дека во изминатиот период владата повеќе се раздолжува отколку што се задолжува и дека каматите на новите задолжувања се пониски од каматите со кои претходно беа задолжувани граѓаните на Република Македонија. Министрите во владата го усвоија и планот на Министерството за одбрана на Република Македонија, односно да го рестартира процесот за изработка на стратегиски одбранбен преглед 2018. На дневниот ред на седницата беа и повеќе извештаи за работењето на јавни претпријатија и владини агенции, меѓу кои и извештаите за работењето на Македонската информативна агенција, при што е констатирано намалување на приходите, поради што владата препорача поголема независност во работата на агенцијата во 2017 година. Согласно препораките и заклучоците на Министерството за култура, владата ја усвои информацијата оваа година да не се додели титулата национален уметник за 2017 година, поради тоа што ниту еден од предложените кандидати не ги исполнува условите утврдени со Законот за национален уметник на Република Македонија. Денеска во владината зграда, портпаролот Миле Бошњаковски одржа и средба со новинарите на која информираше за одлуките донесени на оваа седница. Средбата доаѓа согласно предвидената отчетност која владата ја предвиде после секоја одржана седница.